минута најавна шпица наместо минута молк. Добро вечер. Ако воопшто некоја вечер и може да биде добра после онаа кобна вечер, после онаа кобна ноќ на 16 март годинава која Македонија ја зави во црно. Денес не сме дојдени за добро и затоа не можам да ви кажам добро вечер. Дојдени сме за да ги разгледаме сите аспекти на трагедијата, на катастрофата која не задеси во Кочани. Но знаете и сами, тешко е да се зборува и тешко е да се објаснат сите работи кога ги гледате од друг агол. Едно е сигурно. Изгубивме 59 млади животи, загуба која е ненадоместлива. За нив самите, за нивните семејства, за една цела изгубена генерација, за една младост која повеќе ја нема, за 8 прекрасни естрадни уметници, за луѓе блиски на сите. Македонија, како никогаш повеќе и претходно, не загубила толку, колку што тоа се случи на тој 16 и таа кобна ноќ во Кочани. Но да тргнеме со ред. Шеснаесети март. Кочани, дискотека Пулс, гости ДНК. Во малите места ретко се случуваат вакви настани. Затоа се што е младо во Кочани е во клубот. И не само од Кочани, и од околината, и од другите градови, па дури и од Скопје. Наведум се тече по протокол, забавата трае, која почнува некаде во полноќ или по полноќ и вози се до 2 часот и 15-20 минути, кога песните на бендот ја доживуваат својата кулминација. А откако ќе ја доживеат својата кулминација, се случува катастрофата. Пиротехниката се пали и со тоа трагедијата е неизбежна. Зошто и како ќе видиме помалку. Веројатно заради раѓата во системот. Велат, вино е на системот. Да, вино е на системот. Ама системот сам по себе е само општ поим, апстрактна именка. Зашто системот сме сите ние. Него го сочинуваат и законите, и правилата, и прописите, а нив ги пишуваат луѓето, тие ги создаваат, тие мора и треба да ги почитуваат. Системот го сочинуваат и институциите. Тие се пак надлежни и треба да го контролираат, а во нив одново работат луѓето. Очигледно проблемот е во рѓата во системот, во фалинката во кодот кој истиот тој систем постојано го јаде како вирус кој полека веќе 30 години гурива додека не го претвори во прав и пепел. За жал, овој пат со се луѓето. За трагедијата да биде овој пат поголема, страотна, траорна, а направената штета ненадоместлива. Системот пеплоса млади луѓе, детски животи, алтан деца, златни момчиња и девојки, ни криви ни должни, проголтани во пламените јазици на аждајата, на лакомоста кои некои други ја создадоа. А нам да ни остане маката, горчината, траорот, молкот. Ама молкот кој, колку и да е болен, сега е најгласен. И додека тагата и болката се неминливи, горчината вткаена во совеста постојано се прашува кој тоа го запали факелот и по Ласкарци, Бугарија и модуларната, одново го пламна огнот во македонскиот дел од пеколот. Има ли име и презиме тој вирус во системот кој ја пеплоса младоста, пеплоса една цела генерација. Додека истрагата секако го работи ствоето, јавноста го посочува прстот во овој или оној, барајќи различни виновници, чија вина доправа треба да се докажува. Сепак едно е сигурно.
се започнува од непочитувањето на законите и прописите, од избегнувањето на стандардите и заобиколувањето на сето она што науката и искуството го спакувале во закони, правила и прописи. Зашто да бил пулс граден и реновиран по стандарди, ќе имал пропишана височина со доволно растојание од бината до плафонот и пропишан радиус лево и десно од сцената. Немало да биде шупа со азбестни канцерогени табли на покривот и лесно запаливи материи како изолација под него, туку со изолациони материјали кои не горат, се самогасиви кога ќе се запалат. Ке имало и противпожарни прскалки кои автоматски се вклучуваат во случај на чад и оган за да го амортизираат оној прв миг. Ке имало и доволно ПП апарати, ке имало и хидранти со црево за гастење на истиот. Влезната врата ќе била многу поголема отколку обична врата која има секој дом, а големите метални противпожарни врати, една или колку веќе се потребни според прописите кои ги бара квадратурата на просторот, морале да постојат, а такви немало. Затоа виновниците во самиот систем мора да се лоцираат, тие вируси мора да имаат име. Од оне што издавал или оне што не извадил дозволи, до оне што ги фалсификувал лиценците, од оне што платил, до оне што зел мито, од оне што на ризик изигрувал газда штанцајки илјадници евра, до оне што не се сетил или бил подмитен да не се сети да го контролира. Оне што се јавува како организатор, а не пријавил, не предупредил, дозволил и не спречил палење пиротехника во затворен простор. Од оне што дозволувал до оне што инсистирал да влегуваат малолетни лица после полноќ во клубот. Вируси има повеќе. Или еден главен сабо со повеќе подвируси. Седно, одговорност мора да има, а таа има едно или повеќе имиња и презимиња, чии заеднички именител е еден единствен вирус, чие име е одамна познато и се вика корупција. Причинителот за пожарот во Пулс сепак е искра од пиротехниката и таа не смела да се користи. Не барем нестручно и во ваков тесен затворен простор, тоа е барем јасно. И додека прстот е вперен во еден или повеќе членови од групата кои наводно ја донеле пиротехниката, зашто доправа и треба да се докаже, сепак катастрофата ќе била спречена доколку клубот бил правен по стандарди. Или воопшто ќе ја немало, или штетата ќе била минорна. Но дури и да не бил, како што не бил, кога веќе тоа било така, организаторот, собственикот, менаџерот на дискотеката, кој ли веќе можел, морал и требал да го спречи користењето на пиротехнички средства со распрскувачки материјали. Впрочем, за користење на иста пиротехника постои закон. Патем, забрането е користењето на пиротехника и отворен оган и ракување со него од нестручни лица. Освен во посебни случаи, кога тоа го прават стручни, кои поседуваат соодветна лиценца, дозвола и се што треба издадено од надлежните органи. Но кога се ќе се собере порано или подоцна со сите овие пропусти, катастрофата можела да се случи многу порано. За среќа не се случила, но за жал сега, кога истата се случи, е огромна, страшна, незамислива и погубна за сите нас. Најмногу за изгубените млади животи и траурот на нивните семејства, како и за оние мноштво тешко, полесно или потешко повредени и нивните најблиски. А дека во клубот Пулс се употребувале уште одамна пиротехнички средства, речиси од неговиот почеток на работење, пиротехника со распрстувачки материјали кои развиваат висока температура, па дури и отворен оган, најдобро говорат фотографиите и видеата на нивната официјална Инстаграм страница. А и сведоците. Причинителот на трагедијата со години бил потенцијална бомба, која можела да пукне било кога при користењето за време на гостувањето на поедини диџеи и естрадни звезди од домашната естрада или од соседството. Се користела за јубилеите и годишнините на клубот, а дали и тогаш со овакви опасни материи ракувале аматери или стручни лица,
а истите се користеле со дозвола и под надзор, е прашање кое ја допира повторно истрагата. Но додека ова не било прв пат, не било. За жал, беше и последен. Нека биде и последна трагедија, но и последна опомена за сите нас. И сега по сето она што ни се случи во клубот Пулс, по траурот и трагедијата во Кочани, која е без погор најголема трагедија во поновата историја на Македонија. Најголемата и најстрашната од осамостојувањето до сега. Најтраорната и најболната за сите. Најмногу за оние кои ги изгубија своите најмили. Па се разбира и за оние чии чеда се тешко повредени. Затоа ред и поредок мора, треба и не смее да нема. Мора да има. Затоа законите мора да се имплементираат и да не се изигруваат, правилата и прописите мора да се почитуваат. Ресет на системот ни е повеќе од нужен, неопходен и потребен како последна шанса да не ја загубиме и државата. Како што рече самиот премиер Мицкоски, ова е борба. Наша на сите нас. Македонија или мафијата. И затоа длабоките резови се неопходни, а канцерогенното коруптивно ткиво мора да се исече. Метастазите на митото да се отстранат, здравото да се заличи и да тргнеме одново напред во напредок. Поинаку ќе се распаднеме. Но, како и за време на короната, се чини дека и при овие длабоки резови најмногу ќе изгуби или најголема колатерална штета повторно ќе биде македонската естрада. Се што не е по стандард, не е по пропис, сите клубови, дискотеки, поголеми кафуња, било кои локали ќе се затворат. Или во најмала рака ќе им биде оневозможено да приредуваат живи естрадни свирки ако не ги исполнуваат условите за тоа. Не ќе можат да организираат настапи на пеачи групи, а такви ќе бидат повеќето од половината, може би и повеќе. Сомнежот е дека оние другите, особено по малите места и градови, тешко дека ќе ги исполнат стандардите. Тогаш газдите или ќе ги затворат, или ќе ги пренасочат своите пари, својот капитал во други бизниси, или ќе живуркаат како места без гостување на естрадни звезди. Тогаш македонските пеачи, бендови, ако досега настапувале во 50, 60, 80, 100 клуба и поголеми кафулиња низ Македонија, сега ќе можат да настапуваат едва и во 5, 6, 10, да се избројат на една или на прстите на две раце. А тие што ќе се преструктурираат по сите правила и прописи, пак ќе сакаат што побрзо да си го вратат блаженото и почести гости секако дека ќе им бидат звездите од соседството како попопуларни и оние кои почесто гостуваат отколку домашните, заради интересот на публиката се разбира. А со тоа најмногу ќе изгуби кој друг ако не македонската естрада, која ќе биде максимално ставена во ќош, ќе биде максимално стеснет просторот и за делување и за екзистенција, и евентуално ќе процветаат кафеаните каде тезгарите ќе свират туѓ репертуар на два звучника качени на сталак и се разбира свадби ќе имало и ќе настапуваат свадбарите. Она што е собствено авторско творештво, она што вистинските македонски артисти го создале како музичка уметност, постои страв дека тешко ќе имаат простор каде да го пласираат. Естрадата повторно ќе биде колатерална штета, ама подобро естрадата на одредено време, отколку човечки, млади или какви да се животи за секогаш. Она што се случи во Кочани е трагедија каква не сме имале. Плач, лелек, траур, а потоа и молк, и длабока болка, тага и само не молк. И душа полна со горчина, гради полни со гнев, до ниво на гадење. Ама, каде тоа ние живееме, бре? За жал, животите на младите ангели не можеме да ги вратиме. Затоа,
да си ги оставиме институциите да си ја работат својата работа и да видиме впрочем што ќе сработат. Затоа не треба на нивните семејства дополнително да им приредуваме нов пекол на оние чии деца, чии чеда замина и на оние чии чеда се повредени. Со куларски шпекулации, со медиумски дезинформации, собири, протести, не е време за тоа. Не е време за политики, не барем сега. Но како и секогаш, како што во природата има стрвинари кои се хранат со туѓите остатоци, така и во политиката имаме политички лешинари, политички владини, невладини хиени или бивши владини политички некрофили кои се хранат со туѓите судбини. Тие во најтешките мигови на болка ги користат за сопствени цели своите цели. Без трошка емоции, сочувство, без емпатија, без чувство за туѓата трагедија, која секако е и наша заедничка, го користат моментот истата од црна да ја претворат во обоена или ако сакате повеќе во шарена. Не можејќи да се помират со легалниот изборен пораз или од страв да не бидат фатени дека тие срđата во системот која со се нас го пеплоса истиот тој систем, во обидот да го искористат моментот се користат со сите веќе видени и познати методи на претворање на туѓата болка во своја корист, на прелевање на загубата на најмилите во сопствена политичка добивка, на крвави политички поени преку организирање бунт, посочување фиктивни виновници, извртување на стварноста, обиди насилно да се сруши власта, доведувајќи ја до врвно непрепознавање суштината на измамата. Со собирање и протестирање, создавајќи си простор за манипулација, за амнестирање на оние кои што до ова дереже не доведоа, простор прстот на сопствената вина да го вперат во некој друг, па и во нас, овозможувајќи си да го искористат моментот за да ја извртат вистината и прикажат како лажна слика во која джелатите на нашите деца ќе се представуваат како спасители, како волци во јагнешка кожа. Затоа е многу важен и разумот да не се потпадне под пропагандата и влијанието на оние кои црнината сакаат да префарбат во шарено. Затоа не е време ни за собери, ни за протести. Сплотени да, но во тага и почит кон настраданите, секој посебно, а сите заедно. Ама не гневни на улица. Не сега, не е моментот. За собери и протести има кога. Тогаш, кога ќе дојде вистинското време, кога крикот на народот ќе се слушне најсилно, а кукавичкиот лелек на оние кои не внесоа ни спортите на пеколот, нема да им помогне да не ја добијат заслужената казна за злостодствата што не ги приредија сега, а и сиве овие години. По се што ни се случи и сиве овие денови го доживувавме, логично е социјалните мрежи да вријат. И вријат. Денес можноста за искажување на сопственото мислење, револт, гнев, секоја има. Како што секој му е достапна и можноста за искажување на сопствената глупост. Затоа е важно да се отворат очите и да не се наседнува на сечија споделена будалаштина. Од теориите на заговор преку езотеријата и секако подметувањето на политички ставови. Приказните дека клубот Пулс не се запалил од искра од пиротехниката, туку бидејќи таа и порано редовно се користила, туку дека е во прашање терористички чин, зашто пожарот наводно е подметнат со палење на ласер во една точка на платното под плафонот, е надвор од умот. Или дека бројот на жртви повредени е значително поголем, само се крие и слично, се самофикција во нечија шуплива глава и болен ум. Како што се уште поболни оние езотерии дека ДНК сами си ја предизвикале судбината со песната "Ако утре ме нема", или Панчо лично си ја предскажал сопствената со видеото од нивната песна "Горе или доле", во која има кадри како
тешко повреден лежи во болнички кревет на интензивна нега, интубиран во кома. Ама и дека самото име на бендот Демек ДНК е символ на кобно предскажување, зашто токму по ДНК анализите ги идентификуваа жртвите и починатите. Останатите будалаштини од типот на разни плукања и навреди се прашање на некултура и немање домашно воспитание, па затоа и не заслужуваат коментар. Достоинството и почитта кон жртвите и помошта на нивните семејства во овие моменти, како и на семејствата на повредените, се најнужни. Зашто молкот во даден миг е многу посилен и од крикот. Праќа многу посилна и пожестока порака за почит и сочувство на страданите и фамилиите, но и наговестување дека бурата доаѓа. Тоа не било која туку бурата на правдата. Исто така за фамилиите. Само за оние мафијашко-криминалните, за дното кое со години, ако не и децени, се представува за врв. Од врвот и ќе почне да се чисти, па се до дното. Ако сакаме да не биде. Темелно, еднаш и за секогаш. За потоа да создадеме нов систем на вредности кој е достоинствен, човечки, еднаков, праведен за сите. Со нешто што ќе биде оче наш за сите нас и за секогаш. Систем во кој никој не е и нема да биде над законот. Во кој ќе се знае дека и 100 грама кафе, бомбониера или шише виски, CD или 2 гратис влезници се исто така мито. Од тука почнува се, па завршува се до процентот од тендерите на милионските суми. Дека ничи син или ќерка, ничи партиски член не смее да биде поштеден или амнестиран ако прекршил закон. Тоа ќе биде оче наш. Напротив, ако биде, ќе биде пример за другите, ако така биде, дури тогаш ќе не биде. Се надевам дека во овие минути успеавме да ви доловиме, кажеме, раскажеме, надополниме она што не е кажано. Никогаш не ќе можеме да го надополниме она што е за секогаш загубено. Но едно е сигурно. Не бевме овде да зборуваме и да посочуваме виновници, не бевме овде да долеваме масло на огнот. Овде сме за да испратиме апел и порака, дека е време за ум и разум, дека е време сериозно да се зафатиме за работа, за да си ја спасиме државата. Мислам дека успеавме да го задржиме и вниманието, но и да ви доловиме нешто од кое и самите ќе извлечете поука и самите ќе надополните епилогот на нештата. Епилог кој допрва следува. Може би ќе биде тешко и мачно, може би нема да биде така брзо, ама ако еднаш за секогаш го решиме и извлечеме поуката, едно е сигурно, повеќе никогаш нема, не може и не смее да ни се повтори. Оти поинаку ќе не нема и нас.